На мое задоволство присуствуваме на денешниот настан. Тоа е надпревар, кошаркарски баскет надпревар измеѓу младите од општинските комитети на ВМРО-ДПМН при избор единица 2. Баскет во кој што младите даваат енергија во животот на секојаш енергијата која што имаат младите е многу значајна, не само за партијата на ВМРО-ДПМН, него и за цела Република Македонија. Затоа ние како партија ВМРО-ДПМН секојаш се грижиме за младите и гледаме во сите изборни програми да бидат вклучени младите. Во севкупниот сегмент на животот на младите да бидат вклучени во проектите. Така еден од најзначајните проекти кој што е во изборната програма 2017-2020 е изградба на 150 единечни кошаркарски игралишта. Тоа се еден вид улични баскети кои што го има во секое мало, во секоја општина. Тоа е проект кој што произлегува и многу значаен за младите, затоа што проектов ги се во најпрометните места во општините, кај што се собираат младите, кај што ќе биде со сите соодветни услови кои што треба да ги има едно игралиште, ќе биде на подлога во која што сите временски услови ќе може да се користи баскетот. И тоа е значајно затоа што ќе биде во соработка на централната власт и со локалната самоуправа. Јас како кандидат за пратеник, како представник на политичка партија, сметам дека е едно од најзначајните по мене лично проекти, затоа што ја во младите денови кога бев, знам се сеќавам дека ние во нашето мало од Вајна оѓаме успорна еден да кажам еден да направиме едно игралиште во кое што ќе можеме самите го правиме. Сега вака се грижи државата и им дава услови на младите да можат да спортуваат, да потрошат енергијата која што е необходно и со самиот спорт да придонесат за развитокот во една држава. Оваа кампања, ова надпревар кој што се вика фер игра и почитување на правила, верувате многу значајно како еден знак на наш политичарите, политичките учесници во овие избори да заврши изборната кампања, да заврши изборниот процес до 11 декември и на самиот ден 11 декември во една фер почитување на фер играта, почитување на правилата и секој да им овозможиме на граѓаните на Република Македонија да го кажат својот глас, да кажат за кого веруваат и во кого му веруваат и кој може да направи економски просперитет, заштита на државните интереси. Значи, нивната улога ќе биде да го дадат гласа за оние во кои што веруваат. Јас се надевам и убеден сум дека овие избори ќе завршат во фер и демократска атмосфера, дека поразените ќе му честитаат на победникот, како што овдека гледаме дека има фер надпревар, во кој што и поразените на крај му честитаат на победникот и овозможуваат она што го ветеле, така и во изборите. Оно што го ветеле да може да го оствари. Веруете, овие избори се многу значајни, затоа што со овие избори треба да се прекини со политичката криза, да се прекини со деструкцијата која што владее во Република Македонија, наметната деструкција и треба да продолжиме на евроатлантската интеграција, на економски просперитет, на грижа секојдневниот живот на сите граѓани во Република Македонија, вклучувајќи за младите, повозрастните. Тоа е наша задача како политички партии, затоа го бараме гласот. Но најзначајно, кој што кажав, и ова мото кој што младите го имаат на баскетов овдека, фер игра и почитување на правило, треба да ни биде пример на нас политичките партии, политичките учесници во овие предвремени парламентарни избори и на крај победникот нека
му биде со среќа, поразениот да му честита и победникот она што го ветил треба да го оствари. Денеска заедно со председателот на собранието и актуелен кандидат за пратеник Трајко Велјановски организиравме турнир во баскет, каде што младите луѓе од општините од изборната единица 2 ќе ги одмерат своите сили на спортски начин, со фер правила, со толеранција, со почитување на правилата и се со цел да покажеме дека правилата и фер играта од спортските терени треба да ги префрлиме на теренот на спортските кампањи, да покажеме достоинство, да покажеме ферплей, да покажеме дека ние како млади луѓе ги почитуваме правилата и дека ние можеме да бидеме носители на сите демократски текови во нашата држава. Ние ќе продолжиме во иднина како млади луѓе да ја поддржуваме онаа опција која што се залага за нас, која што ни нуди најдно многу проекти и секако на крајот, како што каже и председателот, да ги почитуваме правилата, да му честитаме на победникот и да останеме фер и коректни до самиот крај.